Не е тоа ништо. Многу сум дебела. Мислам дека треба малку да ослабам. Нели? Знам. Благодарам. 2 a.m. in the morning, 2 shots in, I'm slowing, feeling like you're controlling. Сигурно сите вие познавате некоја личност која што не знае да прима комплименти и кога ќе кажете дека добро изгледа, постојано бара некоја несовршеност на себе, одбивајќи го комплиментот како нешто што не и припаѓа неизе. А исто така, сигурно познавате и личност која што комплиментите ги прима на некој си арогантен начин, за себе мисли дека премногу е добра и дека баш тоа го заслужува да и биде кажано. Постојат и такви личности кои што знаат, ги знаат своите слабости и мани и кога ќе добие комплимент, едноставно се заблагодарува, се насмевнува и никаква ароганција, ниту пак чувство на ниска вредност. Замислете сега 3 типа на личности. Едната влегува во просторија каде што се одржува некаков си состанок и таа се плаши да го каже своето мислење. Не е сигурна во себе, не знае како тоа ќе биде прифатено од другите и молчи. Постои и една друга личност која што го кажува своето мислење без оглед на тоа дали ќе повреди или навреди некој со своето мислење, со своето зборување и без оглед на тоа дали има право да зборува на темата. А постојат и друг вид на личности кои што имаат здрав однос со себе си, знаат кога што треба да кажат, знаат кога да зборуваат, а кога да молчат и тие секогаш без страв го кажуваат она што го мислат во моментот кога тоа навистина е потребно. Од каде доаѓаат овие 3 различни видови личности? Ке зборувам за тоа тука, а вие, ако ви се допаѓа ова што го правам, слободно можете да ме поддржите на мојот YouTube канал со subscribe, share, like или комент. Тоа за вас не значи ништо, а за мене ќе биде мотивација да знам дека правам нешто добро и да продолжам да го правам ова што го правам. А јас, ако успеам барем до една личност да допрам и да го подобрам неговото секојдневие, тоа за мене ќе значи дека правам добра работа. Од овие 3 типа на личности кои што претходно ги спомнав, првата има недостаток на самодоверба, втората има премногу самодоверба, а третата има здрава самодоверба. Како се гради здрава самодоверба, како започнува сето тоа и како да си помогнеме себе си да си ја зголемиме самодовербата. Многу важна улога во градењето на самодовербата има начинот на кој што детето е поврзано со своите родители, посебно во првите години од животот, како и средината во која што расте и се развива. А верувајте ми, многу се ретки случаевите во кои што луѓето ја имаат таа среќа да растат во здрава средина, да имат добра поврзаност со своите родители. Обично, поголемиот дел од нас се растени во дисфункционални семејства или во средина во која што не им е обратено толку големо внимание на психолошката состојба и развојот на личноста на децата. Средина во која децата биле умаловажувани, навредувани, тепани за да бидат советувани или игнорирани, создаваат личност која што има ниска самодоверба. Тоа не мора да значи дека секогаш се тие дисфункционални семејства. Тоа само значи дека родителите имаат погрешен пристап со нивните деца. И нормално тоа не значи дека тие не ги сакаат своите деца, туку едноставно не знаат поинаку. Овие првите за себе мислат најчесто дека не вредат ништо, дека што и да направат е малку, дека никогаш не се доволни и дека тие се целиот проблем на овој свет. Најчесто проблемот го бараат во самите себе, поради односот кој што го имаат со своите родители. Тоа се деца кои што понатаму развиваат особености на кои што се премногу даваат себе си само за да бидат забележани од другите и да бидат пофалени или пак се повлекуваат во себе.
Семејство во кое детето е растено на тој начин што постојано е пофалувано, постојано е ставано на пиедестал, постојано е наградувано за нешто кое што нема здрава основа за тоа, создава личност која што е со превисока самодоверба, која понекогаш дури и се граничи со ароганција. Тоа обично се личности кои што мислат за себе дека тие најмногу вредат, дека тие се најдобри, дека се најубави, дека другите не вредат ништо и дека тие го заслужуваат најдоброто на овој свет. А постојат и еден друг вид на личности кои што ја имаат таа среќа да растат во здрава средина, да имаат здраво семејство, да бидат во здрав однос со своите родители, не се плашат да го кажат своето мислење, наградувани се и пофалувани се кога ќе направат нешто добро, а критикувани се на благ начин за нешто што ќе го направат погрешно, и сето тоа придонело да имаат здрав и цврст однос со своите родители и нормално имаат здрава и цврста самодоверба. Тие знаат колку вредат, знаат што можат, а што не можат, свесни се за своите позитивни и негативни особини и се спремни да учат. Се разбира дека и поопширната средина има влијание врз градењето на самодовербата на личноста, како на пример училиштето, пријателите, наставниците. Сега, како личноста која што нема самодоверба да изгради здрава самодоверба и да си ја подобри сликата за себе? Како што кажав во моето претходно видео, самодовербата е внатрешно чувство на сигурност кое што го имаме кога ќе започнеме одредена работа, во која што сме сигурни дека можеме да ја направиме или сме способни да ја направиме. Значи дека самодовербата е вредноста која што имаме ние во нашите очи. Канадскиот клинички психолог и универзитетски професор Џордан Петерсон има кажано дека самодовербата всушност е само свест за тоа во што сме добри, а во што не сме. Тоа значи дека првиот чекор до подобрувањето на самодовербата е да се освестиме во што сме добри, а во што не сме. Она во што сме добри се нашите силни страни. Она во што не сме добри, на тоа треба да работиме. И јас сум човек кој што силно верува во тоа дека човек може се да научи. Па од тука може да се научат и одредени техники кои што ќе помогнат во зголемувањето на самодовербата. И како што во претходното видео веќе наведов неколку техники кои што ја подобруваат самодовербата, во ова видео може само да дадам продолжение на првото. Првата и најважна работа е да не размислувате премногу за тоа кој што ќе каже за она што го правите. Дали тоа некому ќе му се допадне или не, и дали е правилно или не она што го правите. Се разбира, постојат одредени непишени правила што е она што е прифатливо за друштвото, а што не е, но најважно е вие да се чувствувате добро и вие да уживате во процесот во она што го создавате. Се разбира, треба да имате луѓе кои што ќе бидат компетентни да ви дадат насоки, сугестии, па дури и критики, но тоа нека бидат луѓе посебни за кои што вие сметате дека нивниот совет и нивната критика држи место. Тоа нека бидат луѓе кои што имаат посебно значење во вашиот живот. Втората и исто така важна работа е да не очекувате да му се допаднете на секого. Нормално е дека она што го правите нема на секого да му се допадне и легитимно е да не му се допадне на секого, но тоа не треба да ве демотивира. Постојат луѓе на кои што секако ќе им се допадне она што ќе го направите. Друга, исто така важна работа е да не го чекате вистинскиот момент. Имајте на ум дека вистинскиот момент како таков, совршен, никогаш нема да дојде. Сите ние, па дури и оние кои што изгледаат најсамоуверено, имаме моменти на двоумење. Имаме моменти во кои што се преиспитуваме, дали е вистинско, дали е правилно, дали е сега моментот да започнеме и така натаму. Но, моментот секогаш е сега. Затоа што прво треба да действувате, а потоа да ја градите самодовербата, бидејќи самодовербата е последица од вашата реакција. Откако ќе издействувате, вие можете да ги согледате работите од поинаков агол. Тоа ќе ви биде од помош за да се подобрите во она што го правите и да ја зголемите вашата самодоверба. Понатаму, она што е многу важно е да не барате одобрение од другите луѓе. Бидете се вие самите на себе најголемиот критичар на она што го правите.
имајте на ум дека треба вие да се чувствувате удобно и вие да уживате у процесот на создавање, затоа што нели самодовербата е внатрешно чувство. Никогаш тоа нема да дојде однадвор. Тоа е нешто што го имате или го немате во себе. Затоа сега тука ние градиме самодоверба. Значи, од тука треба да знаете дека не ви е потребно одобрение за нешто да започнете или пак она што го правите да ви биде одобрено од трети лица. Секако дека сугестии, совети и примери се секогаш добродојдени, но вие сте главниот оценувач на вашата работа. Најважно е она што го правите да ви се допаѓа на вас и вие да уживате во процесот на создавање. И најважно, бидете нежни самите со себе. Немојте да бидете престроги или прекритични кон себе си. Со себе си однесувајте се на начин како што сакате другите да се однесуваат со вас. Бидете нежни, имајте разбирање. И имајте на ум дека самодовербата доаѓа како резултат на вашата реакција. И за крај, според Петерсон, самодовербата е само свест за она во што сме добри и за она во што не сме толку добри. Она во што сме добри се нашите силни страни и со тоа секако можеме да се гордееме. Она во што не сме толку добри, можеме да го научиме, затоа што јас силно верувам во тоа дека човек може да научи се. Потрудете се да научите што е можно повеќе за себе, за вашите способности и за тоа што можете, а што можете да научите. А вие, ако ви се допадна она што го видовте, поддржете ме на мојот YouTube канал со лайк, subscribe, комент или share, на кој што ќе следуваат многу вакви видеа со мотивацијска содржина. Останете во добро здравје! 2 a.m. in the morning, 2 shots in, I'm slowing, feeling like you're controlling.